и Божи благослов. Јас сакам да ве поздравам во името на Господа и да ви посакам навистина благослов Божи. Вие оваа вечер се разбира ја слушате емисијата Гласот на вистината, која што се емитува еднаш неделно. Се разбира, емисијата Гласот на вистината има своја цел. Целта на емисијата е да ви го представи Бог и да ви ја представи Божјата порака. Всушност, да ви ја пренесе Божјата замисла. А тоа е дека Бог преку Исус Христос, Синот Божи, тој сака да не врати во таа првобитна состојба. А тоа е она што Адам го изгуби. Ги изгуби сите можности и сите привилегии да Бог преку Исус Христос денеска повторно ни ги ветува и тој нам, се разбира, ни ги дава. Почитувани слушатели, оно што е многу битно и важно, човекот го изгуби животот вечен. Минатата емисија видовме дека Адам, првиот човек, кој Бог го креирал како круна на неговото создание, се она што Бог создал, Адам беше круна. Библијата вели дека Адам проживеа 930 години, а потоа умре. Може би се прашувате колку години проживеа Ева. Всушност, тоа е неговата жена. Почитувани слушатели, морам да бидам искрен дека Библијата не ни дава никакви информации по прашање на Ева колку години таа проживеа. Затоа што како во Стариот Завет, така во Новиот Завет, читајќи го родословот, ќе видите дека родословот скоро и да не ги спомнува жените. Исклучително само прави за 4 жени кои се запишани, се разбира, во Новиот Завет или во родословот. Родословот, кога зборуваме за Божиот родослов, се гледа од мажот. Потеклото се гледа од мажот. И затоа, се разбира, Библијата зборува за Адам, дека Адам проживеа 900 години, а потоа умре. Оно што е многу важно и што е многу битно денеска за нас. Само сакам да се предупредиме дека Библијата нигде не зборува дека Бог, начинот на однесување, начинот на комуницирање со човекот, дека тој ќе го промени. Не, всушност како Стариот Завет, така и Новиот Завет зборуваат дека односот, начинот на комуникација е само сега во Новиот Завет таа комуникација се сведи преку Исус Христос, Божиот Син, затоа што тој е нашиот посредник и ние преку него имаме живот вечен. Почитувани слушатели, ние можеме да комуницираме, како што реков, преку Исус Христос, затоа што тој е нашиот посредник. Затоа зборуваат апостолите, кои беа лични сведоци. Евангелистот Јован во неговото послание, во првото негово послание, во првата глава зборува дека тие беа лични сведоци на се она што се случуваше, нели, пред 2000 години. Зборуваме за можностите и за привилегиите кои ги изгуби Адам. И затоа Бог сега преку Исус Христос, тој сака нам, се разбира, да не ги врати. Но ние како луѓе треба да направиме избор и да донесиме клучна одлука во нашиот живот. И плюс тоа треба да направиме чекорна вера. Затоа што не е можно да му се угоди на Господа, меѓутоа без вера. Бог сака оние кои што доаѓаат пред него да доаѓаат, се разбира, со вера, всушност да имаат целосна, а не делимична доверба во самиот Господ Бог. Почитувани слушатели, зборуваме исклучително, како што кажав, за многу за нас важни прашања. И би требало тоа прашање да биде лично прашање кое што би требало секој еден од нас да си го постави оваа прашање. Не се однесува тоа прашање за оној кој што седи до тебе, за твојот комшија, за твојот пријател. Туку тоа прашање се однесува за тебе и за целото твое, се разбира, семејство. Од каде сум, зошто сум на светот и каде после смртта. Овие се 3 крупни прашања кои што сте составен дел, се разбира, од нашиот живот. Видовме дека Библијата има можност и таа дава
целосни одговори на овие прашања. Од каде ние потекнуваме, зошто сме на овој свет, но прашањето е каде после смртта. Видовме она што е денеска многу важно, дека Бог не е тој кој ја креирал смртта, ниту ја создал. Видовме дека изборот го направил човекот, иако Бог го предупредил човекот да не вкусува од онаа дрво кој беше сред рајот, сред Едемската градина, која Бог му ја создаде на првиот човек, Адам, за да може да ја ужива и да ја обработува и се разбира да господари над нези. Затоа што човекот беше господар на цело она што Господ го твореше или го создаде. Почитувани слушатели, повторно ќе кажам дека Бог го предупреди, се разбира, Адам. И тоа ни е запишано во Библијата. Во едно место пишува: зарем јас ја сакам смртта на човекот, зарем јас ја создадов смртта на човекот, вели Господ, никако. Повторно ќе се вратиме назад. Бог не е тој кој ја создал смртта. Човекот направил избор. Всушност, така кажано народски, ајде да се изразам, човекот е виновен зошто денеска ние умираме. Затоа што ние сами избравме едноставно да умираме. А Бог не креирал, не создал да бидеме вечни и да му служиме, се разбира, Него. Ниедна друга книга, освен Библијата, не може со сигурност да ни каже што доаѓа после смртта. А тоа што има да го рече е јасно изложено во Библијата. Значи, многу јасно и гласно е изложено она што Библијата, се разбира, ни зборува. Почитувани слушатели, многу важна тема која што, се разбира, прави еден одреден притисок и дополнителен стрес врз секого еден од нас. Да се бидеме искрени, па дури ние кои што навистина го читаме Светото писмо, многу често пати размислуваме на оваа тема. Најчесто пати луѓето размислуваат кога некој ќе почине. Видовме дека смртта не прашува и дека таа доаѓа и покосува, без разлика за каква личност се работи, за богата или сиромашна, за бедна, славна личност и така натаму. Смртта не прашува. Потоа ја видовме или го видовме потеклото на смртта, изворот на смртта. Смртта не доаѓа од небото, како што некои можеби размислуваат. Друго е прашањето кога ќе зборуваме околу гревот, каде е првиот грев направен. Тоа е сосема друга тема за која што можеби во иднина, како што кажав, и минатата емисија ќе се залагаме и ќе видиме од каде отпочна гревот. Дали отпочна од земјата или, се разбира, од небото. Но за тоа потом ќе можеме некој од наредните емисии да зборуваме. Но сметам дека ова е многу битна и важна тема за нас. И потоа ќе зборуваме, како што кажав, за некои изрази кои се запишани од хебрејски, од грчки, и ќе видиме што тие значаат по прашање со Бога вечно и вечно одвоен, се разбира, од Господа. Почитувани слушатели, кога ќе го читаме Словото Господово, особено кога ќе ја читаме 3 глава од книгата Постанок, ќе видиме дека човекот не го послуша Божиот збор. Ја прекрши Божјата заповед. Затоа што таму Библијата вели Бог му заповеда на човекот. Бог не го замолува човекот ако сака, туку Библијата вели Бог му заповеда на човекот и го предупреди човекот. Во кој ден ќе вкусиш, во тој исти ден, се разбира, и ќе умреш. Но човекот не го послуша гласот Божи и ја прекрши Божијата света заповед. И потоа гледаме доаѓа казната. Гледаме како Бог се однесува во таа 3 глава од книгата на Постанок, како тој ги прашува и како се однесува. И потоа праведно ги казнува. Почитувани слушатели, затоа Бог му вели од земја си земе на Адам и во земја ќе се вратиш. Тој не обрнува внимание на Ева, иако Ева беше измамена,
Но Бог обрнува внимание на човекот, всушност на Адам, затоа што Бог го предупреди човекот, Адам, и му заповеда на Адам. И затоа Бог го прашува Адам, се обраќа, се разбира, ко Адам. Но сепак да не заборавиме дека и жената која беше создадена од реброто на мажот, си доби соодветна, се разбира, казна. И Библијата вели не само што сега ќе ти биде жената помошничка, туку ти ќе бидеш сега и господар и ќе владееш над нези. Затоа е многу важно да ја читаме Библијата и да ја видиме Божјата хиерархија. Библијата никаде не зборува за рамноправност кон мажот и кон жената, туку таа зборува за таа хиерархија во Стариот Завет, но сепак дури апостолот Павле зборува во Новиот Завет. Кој е глава на жената, а кој е глава, се разбира, на мажот. Читајте го поточно посланието до Ефесјаните и ќе видите што таму апостолот Павле зборува. Минатата служба набројавме многу важни работи кои Адам ги изгуби како можности и привилегии кои Бог му ги даде, за да може да ги ужива сите овие нешта. Но самата непослушност со прекршување на Божјата заповед, Адам ги изгуби сите овие драгоценни можности и привилегии, се разбира, кои Бог му ги создаде. Почитувани слушатели, денеска затоа и ние неедноставно ги немаме овие привилегии кои Господ Бог ни ги даде. Ги изгубивме затоа што Адам ги изгуби. Но со представува прашање, најчесто пати знаеме да го обвиниме Адам. Што ако бевме ние на местото на Адам? Интересна работа. Но не заборавајте колку често пати повторно и ние денеска правиме погрешни чекори, донесуваме погрешни одлуки и на секој чекор го прекршуваме Божјиот збор и ја прекршуваме неговата света заповед. Каде по смртта? Прашањето кое што ни дава дополнителен проблем, најголем проблем. Зошто? Затоа што видовме дека човекот го изгуби животот вечен. Во книгата на Даниил 12 глава 8 стих вика: ја го слушнав тоа, но не го разбрав, па затоа прашав: Господаре мој, како потоа ќе заврши сето ова? Со истото прашање, човекот се мачи, лула до гробот. Каде ќе бидам? Кога ќе умрам? Дали небото и пеколот се стварност? Дали сето тоа ќе биде вечно? И како сето ова ќе заврши? Дон денеска си ги поставуваме истите прашања. Кога ќе биде тоа? Како ќе биде? Почитувани слушатели, кога ќе одминеме од овој свет? Само Бог знае. Никој од нас не знае, затоа што иднината на нашиот живот е во Божи раци. Бог знае кога ние се раѓаме и Бог знае кога ние и ќе завршиме од овај свет. Така да ќе зборуваме наредната емисија за сите овие, како што кажав, поставени, се разбира, прашања. Кога ќе биде тоа, како ќе биде, дали ќе помине еднаш или тоа ќе остане еднаш за секогаш вечно. Затоа, овие прашања, ве молам, земете ги во предвид и размислувајте. Нека не светот ви го отклонува вниманието. Внимавајте, не заборавајте. Кога зборуваме каде после смртта, самото прашање не потекнува да размислуваме дека ние сме само патници, поминувачи низ овој свет. Дека една ден ќе не слеме од овој свет. Но каде после смртта, нека секој еден од нас се запраша по оваа прашање. Имајте убава и благословена вечер и се разбира, Господ нека биде со вас. Се слушаме наредната емисија. Емисијата Гласот на вистината. Пријатна вечер.